Ние како Министерство за труд и социјална политика учествуваме со повеќе проекти и поддржавме повеќе иницијативи кои доаѓаат од лицата со инвалидност. Впрочем, и направивме одредени законски измени за одредени надоместоци кои се однесуваат на ваквите лица, како додаток за мобилност, додаток за степило, за глувост. Но тука не значи дека застануваме, туку напротив, секоја нивна иницијатива ќе биде разгледана и во рамките на можности на Министерството за труд и социјална политика и на владата ќе биде прифатена. Впрочем, прифаќањето на конвенцијата и усвојувањето на конвенцијата на Обединетите нации е факт дека како влада и како министерство сме сериозно посветени во делот на изедначувањето на правата, но и на помош на тие лица на кои што навистина им е потребна одредена помош. И понатака нивните иницијативи кои што доаѓаат од националното координативно тело ќе ги поддржиме како Министерство за труд и социјална политика и се она што значи еднакост на таквите лица, секој ќе биде широко прифатено од наша страна. Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во Република Македонија е владино тело, конституирано 1999 година. Во неговиот состав имаме представници од 8 министерства, од 7 национални инвалидски организации, неколку институции кои се надлежни за следењето на правата и положбата на лицата со инвалидност во Република Македонија. Ние како координативно тело донесовме национална стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност во Република Македонија, оперативен план според кој истата ја работиме, таа е со важност до оваа година, завршува со 2017 година, очекуваме нејзина ревизија и изготвување на нова. И секако еден од битните елементи во животот на лицата со инвалидност е здравството и здравствената заштита. Ние денес ќе се обидеме овдека да проговориме за некои моменти во нашата легислатива кои сметаме дека треба да бидат променети и треба да се надоградат во однос на самата здравствена заштита, на ортопедските помагала, на лекарствата и понатаму очекуваме поддршка од институциите на државата истата да биде вклучена во македонската легислатива.